Добро вечер, почитувани гледачи. 20 часот го следите дневникот на К1 телевизија. За најновите информации од регионот Македонија и светот, веднаш по најавата за настаните на денот. Приведени лица за кои постојат сомненија дека учествувале во паравоени формации. Велес ќе добие железничка станица според сите стандарди. Реконструкцијата ќе заврши пред пристигнувањето на првиот од 6 нови возови. Заврши истражувањето во археолошкиот локалитет Била Зора во Свети Николе. Министерството за внатрешни работи од изутринава спроведува антитерористичка акција во неколку градови во државата за апсење членови на ИСИЛ. Во акцијата приведени се 9 лица, против 36 лица е поднесена кривична пријава. Припадниците на македонските безбедносни сили се справуваат со припадници на исламската држава во земјава. Антитерористичката акција под кодно име Келија се подготвувала уште од септември 2014. Во антитерористичката акција на Министерството за внатрешни работи приведени се 9 лица кои регрутирале македонски државјани за воените дејствија на џихадистите во Сирија. Во 03:30 часот отпочна антитерористичка акција на терен. По добиените наредби од судија на претходна постапка извршени се вкупно 28 претреси, од кои 21 претрес на дом и други простори во Скопје, 4 во Гостивар и по 1 во Тетово, Куманово и Струга, кај вкупно 24 физички лица и 4 објекти. Меѓу 4 објекти беа опфатени Фастнет, тоа е интернет кафе во Скопје, придружните објекти на Тутунсус џамија, како и просториите на невладините организации Искра на милоста и Исламска младина Сарај. За време на акцијата 9 лица се обезбедени, а по уште 27 лица кои се опфатени со истрагата се трага. Според оперативните сознанија со кои располага Министерството, 20 се уште се наоѓаат на боиштата главна во Сирија. Како што информираше министерот, против 36 лица е поднесена кривична пријава за учество во странски војски, паравоени и параполициски формации. Во акцијата е приведен и Реджеп Мемишис, самонаречениот имам во Тутунсус џамијата во Скопје. $400 милиони евра до крајот на овој месец ќе бидат распределени на македонските компании кои аплицираат за добивање на средства од четвртата ефтина кредитна линија на Европската инвестициона банка. Ова е директна помош за микро и макро предпријатијата. Според планот, оваа финансиска помош треба да придонесе за економско јакнење на домашната економија, но и да креира околу 1000 нови работни места. Европски пари за македонска економија, 60 на компании во исчекување кон крајот на овој месец на своите сметки да ги добијат средствата од четвртата транша на ефтината кредитна линија на Европската инвестициска банка. И оваа кредитна линија се субвенционирана каматна стапка. Средствата кои што ќе ги добијат компаниите треба да ги искористат во инвестициски процеси кои ќе придонесат за креирање на нови работни места. Покрај овие 61,7 милиони евра кои што веќе се алоцирани кон компаниите, имаме нов процес во кој што 61 компанија побарува околу 6,7 милиони евра со кои што планираат да отворат 100 работни места. МВПР активно работи на сите овие апликации, се чини веројатно дека кон крајот на месец август, евентуално почетокот на септември, овие средства веќе би биле достапни за самите компании. Ефтините кредити од Европската инвестициска банка за прв пат во Македонија станаа достапни во време на должничката криза. Целта беше да им се помогне на микро и макро предпријатијата. Првата, втората и третата транша од оваа кредитна линија тежи околу 350 милиони евра. Креира 6400 работни места. Овие пари во најголем дел завршија во производствените компании, градежниците и кај хотелиерите. Македонија и Бугарија имаат на располагање 17 милиони евра од фондовите на Европската Унија во рамки на новата ИПА програма за прекугранична соработка за справување со заеднички предизвици. Средствата од програмата, што беше усвоена вчера од Европската комисија, се наменети за мерки за справување со влијанието на климатските промени, како и за прашања кои што се однесуваат на заштитата на природата и биодиверзитетот, одржливо користење на природните ресурси, заштита на животната средина и менаџирање со ризици на прекугранично ниво.
Приоритети на програмата се животна средина, одржлив туризам и конкурентност. Се работи на менување на ликот на железничката станица во Велес, модерна и според европски стандарди. Патниците ќе добијат удобни чекални, додека вработените подобрени услови за работа. Реконструкцијата на Велешката железничка станица е само една од 10 долж коридорот 10. Се интензивираат градежните активности на железничката станица во Велес. Постојката наскоро ќе биде пријатна гледка за стотици патници кои секојдневно го користат железничкиот сообраќај за да стигнат до своето работно место или факултет. Во моментов се работи на кровната конструкција за подоцна да бидат извршени сите планирани активности. Старите истрошени простории наскоро ќе прераснат во модерни чекални кои ќе ги исполнуваат потребите на граѓаните, а ќе бидат изградени и посебни простории за мајки со деца. Оно што ќе биде на особено задоволство на сите патници е поставувањето на системи за грејење и ладење, со што повеќе високите или ниски температури нема да представуваат проблем. Комплетно ќе се смени водоводната и електричната инсталација. Предвидена е санација на фасадите, внатрешните ѕидови со соодветна термичка изолација ќе се изградат и нови тоалети. Реконструкцијата на железничката станица во Велес се одвива непосредно пред пристигнувањето на првиот од 6 нови возови кои ги набави владата на Република Македонија. Новите возови ги исполнуваат сите европски стандарди со современа опрема и со капацитет од 200 седишта. Заедно со обновените патни станици, железничкиот сообраќај ќе добие комплетна инфраструктурна обнова. Активностите се дел од проектот за обнова на 10 вакви објекти во Македонија, меѓу кои и станиците во Чашка, Прилеп, Битола, Богомила и Градско. Општина Велес ќе поставува видеонадзор со цел да го спречи уништувањето на урбаната опрема. Градоначалникот Чадиев истакна дека оштетувањата се доста големи и упати апел да се чува направеното бидејќи е за добробит на сите граѓани. Во текот на изминатиот период, општина Велес максимално ги вложи своите професионални и технички капацитети. За граѓаните се направени неколку парковски и урбани површини. Во новите паркови кај училиштето Васил Главинов, офицерски дом, паркот на пријателството, како и останатите зелени и урбани простори, вложени се материјални средства. Советот го одобри проектот, односно покренување постапка за поставување камери. Постапката е во тек, а наскоро јавно ќе биде објавено кои површини ќе бидат опфатени со видеонадзор. Тука ќе бидат пофанати училиштата, да ви кажам, за тој сегмент, значи ќе имаме во сите училишта видеонадзор на територијата на општина Велес. Ние рековме дека ќе ставиме, ако се сеќавате, програмата го имавме минатата и оваа година, меѓутоа ради овие постапки не можевме да го реализираме изминатиот период, сега го реализираме, а овој момент може да приметите дека веќе повторно се санира по трет пат оваа година урбаната опрема, Дизни паркот се санира повторно. Освен уништувањето на урбаната опрема, уништени се и 3 фонтани. Јавното комунално предпријатие Дервен веќе репарираше една од нив. Градоначалникот Чадиев истакна дека оштетувањата се доста големи и упати апел да се чува направеното. Урбаната опрема, клупите, корпите, канделабрите, тие се купени со пари на граѓаните, им припаѓаат на граѓаните. Колку подобро ќе ги чуваме, толку подолго ќе ги имаме, истакна Чадиев. Заврши истражувањето во археолошкиот локалитет Била Зора во Свети Николе. Овој локалитет е еден од најзначајните раноантички локалитети во Македонија. По истражувањето ќе следува стручна обработка на пронајденото. Заврши го денешната истражувачка кампања на античкиот локалитет Била Зора во Књеже Свети Николско. По ова ќе следува стручна обработка на пронајденото, а потоа и презентација за досегашните резултати од истражувањата. Според информацијата од Министерството за култура, истражувањата беа раководени од страна на професор доктор Драги Митревски од Филозофскиот факултет во Скопје, во соработка со Народниот музеј на Свети Николе и Управата за заштита на културно наследство. Во соопштението стои дека овој проект е дел од проектите на владата на Република
Република Македонија од областа на археологијата. Станува збор за доистражување на така наречената владетелска палата од 4 век пред нашата ера, односно на отворениот двор атриум со колонади уште на неколку нови простории откриени годинава. Инаку истражени се 70% од целата палата, а остатокот допрва ќе се ископува. Градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев вели дека општината неодамна заврши со изградбата на пат кон археолошкиот локалитет. Веднаш реагирав, направив проект и тој е првиот локалитет поврзан асфалтно директно. Може да си запалите колата, земете вашата екипа, ќе одидете директно на локалитетот. Сега е ограден, ставена е настречница. Јас апелирам до Министерството за култура и до Министерката да обезбедат пари и средства да се конзервира тоа там. Повеќе од 30 години се работи на локалитетот на системски истражувања кои се концентрирани на откривање на просторот на така наречената акропола на локалитетот. Инаку во моментов само 5% од целокупниот локалитет е истражен, вели Тасев во емисијата Отворено за на К1 телевизија. Локалитетот Била Зора е еден од најзначајните раноантички локалитети во Македонија и единствен од ваков вид во Средна Европа. Јавното предпријатие за републички патишта во соработка со општина Кавадарци изврши санација на 3 влеза во Кавадарци. Со ова се овозможува посигурна и подобра патна и сообраќајна инфраструктура на влезовите во општината. Заврши реконструкцијата на 3 влезови во Кавадарци. Јавното предпријатие за републички патишта во соработка со општина Кавадарци изврши санација на најоштетените делови од западниот влез во Кавадарци во правец на Прилеп. Тоа е делница долга 780 метри која беше комплетно наново асфалтирана поради големата оштетеност. Со овој зафат се санира најоштетениот дел на регионалниот патен правец Неготино Кавадарци Прилеп, а тоа се надоврзува на претходно извршената целосна санација на 400 метри на истиот пат по горницата кон Југокомерц. Комплетно е саниран и потегот од Глишич до заобиколницата Северен булевар кај општа болница Кавадарци. Третиот влез во Кавадарци од правец на Росоман е исто така саниран како дел од програмските активности на општина Кавадарци во делот на санирање и создавање на посигурна и подобра патна и сообраќајна инфраструктура на влезовите во Кавадарци. Со овие 3 зафати се изврши реконструкција на 3 клучни влеза во градот, а со тоа се подобрија условите за одвивање на сообраќајот, пред се за безбедноста на сите учесници во него. Поплавите кои во понеделникот го зафатија Тетово и Тетовско ја зедоа и 5-та жртва. Земјоделците претрпеа штети од поројните дождови кои го зафатија Тетовскиот регион. Вести од Македонија. Поплавите кои во понеделникот го зафатија Тетово и Тетовско ја зедоа и 5-та жртва. Пронајдено е телото на Раиф Јусуфи, 61 годишен жител на селото Лисец, синоќа околу 20 часот на местото викано Бродиште. Јусуфи исчезна во понеделникот при невремето. Телото го пронашла група луѓе кои собирале предмети и старо железо. Пронашле безживотно машко тело, пошто ги известиле надлежните служби. Полицијата веднаш го обезбедила просторот, бидејќи се претпоставува дека станува збор за еден од исчезнатите во големата поплава, што во понеделникот го зафати Тетовскиот регион. Биле повикани членови од семејството кои потврдиле дека станува збор за Јусуфи. Известен е и јавен обвинител и заедно со екипа на СВР Тетово извршија увид. 6-годишната Дрита се уште се води како исчезната. Уништени се повеќе од 250 хектари земјоделско земјиште, ниви и посеви по поројните дождови кои го зафатија Тетовскиот регион. Земјоделците останаа без својот род. Уништени се ниви и посеви компир, граф, пченка, расипана сточна храна, угината стока. Надлежните ги посетија земјоделците и најавија проценка за првично обештетување. Во овој момент сакам да извршам и дополнителен увид во парцелите, односно онаму каде целосно се уништени посевите, а исто така и да согледаме и некоја можност за она што вчера го договоривме како координативно тело, да видиме што можеме да помогнеме кај земјоделците од она што е ургентно, изјави заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. А во светот денеска, 70 години од атомската бомба врз Хирошима, Иран предложи да посредува во решавањето на кризата во Сирија.
Радикалниот ислам зема замафи во светски рамки. Се уште трае драмата со хрватскиот работник во Египет. Джихадистите се закануваат со негово обезглавување. Поради ова, министерката за надворешни работи на Хрватска ќе отпатува во Египет. Исламистичките екстремисти се закануваат дека во рок од 48 часа ќе губиат Хрватот Томислав Салопек, доколку египетската влада не го исполни нивното барање. Салопек беше киднапиран на 22 минатиот месец во Каиро. Огранок на Исламската држава во видеоснимка се заканува дека ќе му ја отсече главата на киднапираниот Хрват, кој работи во француска компанија, доколку египетските власти не ги ослободат уапсените муслиманки. Се шпекулира дека се работи за 14 жени уапсени кон крајот на 2013 година и осудени на 11 години затвор, поради припадност на муслиманското братство во Египет. Експертите се скептични околу тоа дали египетските власти ќе ги исполнат барањата на терористите. Исламската држава се заканува лично и на германската канцеларка Меркел, но најави и нови напади во Германија. Джихадистите најавија терористички напад во Германија поради, како што велат, крвопролевањето во Авганистан. Жителите на Хирошима денес ја одбележуваат 70 годишнината од атомскиот напад што го изврши американското воено-воздухопловство врз овој јапонски град на крајот од Втората светска војна. Фрлената бомба врз Хирошима утрото на 6 август 1945, како и врз градот Нагасаки 3 дена подоцна, ја изнудија капитулацијата на јапонската армија и обезбедија завршување на Втората светска војна и на далечниот исток, 3 месеци по завршувањето на војувањето во Европа. Атомската бомба, меѓутоа, само во Хирошима предизвика смрт на 140.000 луѓе. Атомската бомба врз овој јапонски град, која експлодира на 600 метри над земјата, предизвикувајќи веднаш смрт на најмалку 70.000 луѓе и целосно уништување на Хирошима. Уште толку луѓе умираа следните денови, недели и месеци по атомскиот напад, како последица на тешките повреди и ранувања од силната радијација и од контаминираната околина. Атомската бомба фрлена врз овој град не предизвика само смрт на илјадници луѓе, туку и неописливо страдање на преживеаните, рекол во своето обраќање на комеморацијата во Хирошима премиерот Шинзо Абе. Иранскиот председател Хасан Рохани уште еднаш предложи Техеран да посредува во надминувањето на сирискиот конфликт. Тој истакнал дека ќе направат се што можат со политички средства за мирот и стабилноста да се вратат во Сирија. Иранскиот председател побарал и од турскиот колега Реджеп Таип Ердоган и Анкара да се вклучи во борбата против Исламска држава. Од вчера во Техеран представници на Сирија, на Иран и на Русија работат на нов план за дипломатско решавање на конфликтот во Сирија. Планот набрзо ќе биде представен во Обединетите нации, изјавил иранскиот заменик министер Хосеун Амир Абдолахијан, но не открил повеќе детали. Најдобрата македонска пливачка Анастасија Богдановски постави нов државен рекорд на светското првенство во Казањ. Македонија на 103-то место според ФИФА. Најдобрата македонска пливачка Анастасија Богдановски постави нов државен рекорд на светското првенство во Казањ, Русија, откако патеката од 100 метри слободно ја исплива за 56,12 секунди, што е за 24 стотинки подобро од претходниот рекорд. Богдановски оствари за 22 стотинки подобра олимписка Б норма, што е предуслов да добие покана за летните олимписки игри во Рио следната година. Таа го освои 35-тото место од вкупно 90 пливачки во оваа дисциплина.
и не успеа да се пласира во финалето на трката, каде најдобро време имаа швеѓанката Сара Сјестром и Кейт Кембел од Австралија. Македонската пливачка го освои второто место во шестата квалификацијска трка од вкупно 10. На последниот ден од светското првенство ќе настапи македонецот Марко Блажевски на патеката 400 метри мешано, каде по вчерашниот неуспешен обид ќе се бори да освои време во рамките на Б критериумот. Македонската фудбалска репрезентација забележа скок од 2 позиции на ранг листата на Светската фудбалска федерација. Овој месец црвено-жолтите го имаат 103-то место со исто бодовно салдо од 311 поени, но се поместија напред поради падот на селекциите на Бенин и Салвадор. Следното рангирање на ФИФА е на 3 септември, пред стартот на предпоследната рунда на евроквалификации со гостувањето кај Луксембург и мечот со Шпанија на домашен терен. Напредок на ранг листата забележаа Словачка, Украина и Белорусија, а на врвот на листата останува Аргентина како најдобра светска селекција. Познати учесниците во плейофот, фудбалерите на Бајерн Минхен се победници на меѓународниот турнир Ауди Куп 2015. За овие и за останатите вести од спортот, колешката Емилија Ничовска. Со одигрувањето на последните реванш над превари од третата квалификацијска рунда, синоќа беше комплетиран списокот на учесници кои се наоѓаат на чекор до групната фаза од Лигата на шампионите. Партизан на домашен терен славеше над Стеауа со 4-2 и е на чекор до нов настап во Лигата на шампионите. Московска ЦСКА го поправи впечатокот од првиот дуел со Спарта Прага и забележа победа од 3-2 на гостувањето во Чешка. Брич го декласираше Панатинаикос совладувајќи го со 3-0 и анулираше предноста од 2-1 на противникот. На чекор до пласман во елитното надпреварување е шампионот на Казахстан Астана, откако во реванш мечот со Хелсинки забележа победа од 4-3. Вчера пласман обезбедија Апоел, Динамо Загреб, Рапид Виена и Монако. Утре е ждрепката на двојките, а во неа ќе бидат вклучени екипи од најквалитетните европски лиги кои имаат загарантирано место во квалификациите. Фудбалерите на Бајерн Минхен се победници на меѓународниот турнир Ауди Куп 2015, откако синоќа на својата Алијанс Арена во финалето го совладаа Реал Мадрид со 1-0. Голот вреден трофеј го постигна Роберт Левандовски во 88-та минута. Стрелецот на погодокот во игра влезе во второто полувреме на местото на Марио Геце. Откако промаши неверојатна шанса да ја погоди мрежата од 2 метри, по центар шутот на Даглас Коста, кој беше најдобар поединец на финалето, топката на Левандовски сепак го најде патот до мрежата на Кейлор Навас. Реал беше ослабен во играта со отсуството на Роналдо и Бензема, а во игра не влезе ниту Герет Бейл, додека Модрик и Хамес Родригес настапија само по 20 на минути. Во предигра на финалето, Тотенхем го совлада Милан со 2-0 и го освои третото место на овој силен турнир. По пауза од 19 години, аргентинскиот гигант Ривер Плата е новиот шампион на Јужна Америка, откако славеше во финалето на Копа Либертадорес над мексиканскиот представник Тигрес со убедливи 3-0. Аргентинците дојдоа до водство преку голот на Аларио пред крајот на првиот дел. Санчес во 74-та минута преку пенал зголеми за 2-0, за Фунес 4 минути подоцна да ги постави конечните 3-0. Првиот надпревар меѓу противниците заврши без погодоци. Ривер Плата оствари огромен успех, откако пред само 3 години беше дел од втората аргентинска лига, а сега веќе ја освои и континенталната круна. Мексиканските тимови повторно запрени да го освојат трофејот, откако претходно до финалето успеваа да дојдат Гвадалахара и Круз Асул.
Аргентинскиот интернационалец Анхел Ди Марија успешно ги мина лекарските прегледи и во следните неколку дена и официјално ќе биде представен како најскапа аквизиција во клупската историја на Парис Сен-Жермен. Францускиот тим на Манчестер Юнајтед, за кого Ди Марија играше само една сезона, ќе му платат обештетување од 46 милиони фунти. Во следните неколку сезони пак ПСЖ на аргентинецот ќе му исплаќа годишна плата од 10 милиони евра. Денеска имавме претежно сончево време со локална облачност. Да ја погледнеме временската прогноза и за наредните денови. Ова беше се за денес. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.